Почитувани сограѓани, денес сме пред локалната самоуправа заради огромното незадоволство кај граѓаните на општина Гевгелија од работата на градоначалникот Сашо Поцков. Имено во предизборната кампања СДСМ вете еден куп проекти, но денес, после 2 години од владењето на оваа локална власт, гледаме дека општината тотално стагнира и стои во место. Додека централната власт на СДСМ е заплеткана во огромни криминали, зафатена со предателства и минување историја, локалната самоуправа во Гевгелија е во зимски сон. Нефункционална на штета на граѓаните на општина Гевгелија. Почитувани сограѓани, жално е што работата во општина Гевгелија и градоначалникот е во целосна стагнација. Општина Гевгелија стагнира затоа што одминува втората година, а нема реализирано ниту еден нов проект од оние ветените во предизборната кампања во 2017 година. Општина Гевгелија стагнира затоа што втора година нема донесен ниту еден урбанистички план, со што целосно е закочен развојот на општина Гевгелија. Општина Гевгелија стагнира затоа што 2 години локалната самоуправа и ЈПКД Комуналец се уште не може да го реализираат грантот од 2,5 милиона евра од КАЕ банка добиен во време на ВМРО ДПМН. Општина Гевгелија стагнира затоа што 2 години е преполна со туристи во летниот период, а никој од власта да се сети барем по еден флаер да добијат тие туристи за убавините кои ги нуди нашата општина. Општина Гевгелија стагнира затоа што 2 години приоритет на СДСМ се внатрепартиските интереси наместо интересите на граѓаните на општина Гевгелија. Општина Гевгелија стагнира затоа што 2 години владее хаос во ЈПКД Комуналец, а на граѓаните на општина Гевгелија не им се испорачуваат услугите. Општина Гевгелија стагнира затоа што во 2019 година е намален бројот на грчки државјани во нашата општина, а сите знаеме дека нивното присуство и тие се главниот фактор за опстанок на приватниот сектор и економијата во Гевгелија. Господине Сашо Поцков, граѓаните на општина Гевгелија ве прашуваат, зарем не е срамно во најтоплиот период од годината, кога луѓето почесто спортуваат и рекреираат, да имаме еден куп несредени јавни зелени површини, а на пешачките патеки насекаде и на булеварот во Гевгелија, гранките од дрвета да увиснуваат до земја. Зошто спортските игралишта во Гевгелија се запустени, а прекрасниот комплекс кај касарната веќе цел месец во летната сезона е без струја? Зошто жителите на село Негорци и Прдејци годинава се соочуваат со нередовна дистрибуција на вода за пиење и намалена јавна хигиена? Улиците не се чистат, тревниците не се косат, континерите се празнат многу поретко. Зарем не е срамно граѓаните на село Давидово за Духовден со само финансирање да ги уредуваат гробиштата наместо ЈПКД Комуналец? Зошто граѓаните на село Моин се уште не се приклучени на градскиот водовод? Да ве потсетиме, во Моин ветивте реконструкција на мостот како приоритет на жителите на ова населено место. Но брзо заборавивте и ново ветување. Ветивте и во Богородица многу проекти, но овде главна тема е самоволието на местната заедница и нелегална продажба на бусен од фудбалското игралиште. Ветивте и во село Мрзенци дека ќе го средите јавниот превоз. Ветивте и во Смоквица канализациона мрежа, но од ветувањата нема ништо. Во Милетково наследивте готов проект за изградба на нова канализациона мрежа, но заради вашата неспособност овој проект се уште не е започнат. Господине Сашо Поцков, ветивте многу проекти, ветивте подобар живот за граѓаните на општина Гевгелија, но вие ниту изразите волја да ги решавате проблемите, ниту покажавте способност да ја развиете општина Гевгелија во правилна насока. Вашата визија за општина Гевгелија се претвори во чистичката ке, слично на функционерите од централната власт на СДСМ. Пред некој ден се пофаливте со проектот регулација на сува река, но заборавивте да кажете дека истиот е направен и добиен во време на ВМРО ДПМН. И само заради вашата неспособност, дури сега започнува неговата реализација. На крајот од денешниот прес, да ве потсетиме дека единствениот проект на оваа локална власт на СДСМ е високата нереална цена на водата за прочистување на штета на граѓаните на општина Гевгелија. Жално, но вистините. Ви благодарам.